Индоминерали во Македонија веројатно имал чадор. Некои индиците што ја ограбија државата и одовде изнесоа близу 40 милиони евра ги штител. Ова е логичен заклучок ако години наназад се погледне досието на индиската компанија и во Македонија и надвор од неа. Имено, компанијата воопшто не го исполни бизнис планот за кој ја доби концесијата и се фокусираше само на експлоатација на рудникот, а за 10 години колку што управуваше со Добрево и Тораница, не инвестираше во ниту еден ископ. Ево само за илустрација да ви кажам дека они кога дојдоа имаше 25 откопа, значи тоа се работилишта каде се вадеше руда. Сега работат на 5 откопа. Што значи тоа? Значи они не се како го потрошат тоа лежиште, извадат рудото, одат на друго лежиште и така се 5. Може би за година, две, може и тие ќе се потрошат и после што. Во исто време, условите за работа во рудникот беа катастрофално лоши, а рударите работеа без соодветна заштитна опрема. Јас сум тука 30 години работник, али како сега што е, ни у Турско не е бил. Ако дојдеш, стресови имаш. Дали ти си безбедно врнеш на дома, да те пречека фамилија? Сега секој ден луѓето се поквасени или наврнати со вода цел ден. Немаме хате за опрема. Меѓу људските односи, човечки односи се нарушени во нашата фирма, мислам во нашата компанија. Тоа не е нарушено меѓу човечки од работникот према раководството, према газите, него обратно. Просечната плата во рудникот беше околу 12.000 денари. Рудникот генерираше долг од 8,5 милиони евра во услови кога 3 години поред името на Индоминерали се појавуваше на листите на најпрофитабилни компании со чист профит од околу 1,5 милиони евра годишно. Во меѓувреме, пред 2 години ТВ Стар дојде до материјали од угледно лондонско специјализирано списание Метал Билтен, кое алармираше дека Индоминерали треба да се појави во судот во Велика Британија по добивањето на петиција за ликвидација. Ова им беше посочено на надлежни институции во државата, но оттаму одлучија да прифатат наивно образложение дека поканата за ликвидација всушност се работи за друга фирма со исто име. Лани ТВ Стар и синдикатот пред јавноста презентираа материјали со кои се укажува на намерно предизвикан стечај од страна на собствениците на Индоминерали во Замбија, Србија и Босна. Милионски суми во евра од овие држави завршиле на сметките на индиците, а над 7.000 работници останале без работа. Се ова не беше доволно, кај нас да се покрене истрага и да се утврди како и што Индоминерали работи во Пробиштип и Крива Паланка. Концесијата се одзеде дури откако рударите почнаа да штрајкуваат, а индиците престанаа да плаќаат за концесијски надомест. Зошто се дозволи индиците во Македонија да ја повторат истата шема е прашање, исто како што е и прашање дали пред нивното лошо работење свесно се затварале очи.